Малку холивудски ѕвезди може да се пофалат со богата соработка со толку многу великански имиња како Леонардо Ди Каприо. Во кариера богата од 3 децении, 51 годишниот оскаровец играл рамо до рамо со речиси секоја значајна фигура во филмската индустрија. Но како што откривам, само едно име стои највисоко на неговата лична листа. Првиот филмски пресврт и првиот идол пред светот да го запамети по улогите во Што го мачи Гилберт Грейп и Ромео плюс Јулија, Ди Каприо ја добил својата прва поголема шанса како тинејџер во драмата Животот на ова момче. Токму таму работел со актер кој останал негов ненадменлив фаворит Роберт Де Ниро. Имав 15 години и се сеќавам на секој детал. Се ми беше ново, изјави Ди Каприо, додавајќи дека токму Де Ниро лично го избрал за улогата, чекор што му ја отвори вратата за кариерата што трае повеќе од 30 години. Непроценлива лекција од мајсторот Ди Каприо вели дека од Де Ниро научил многу повеќе од глума, го видел неговиот процес и посветеност одблизу. Де Ниро беше веќе легенда благодарение на улогата во Таксист, филм што остави длабока трага во историјата на киното. Да го гледам Роберт Де Ниро на сет, да ја видам неговата посветеност, тоа беше едно од највлијателните искуства во мојот живот, изјави Ди Каприо за Time Out. На Том Круз му беше доделен почесен Оскар, специјално признание од Американската филмска академија на 16 ноември за време на церемонијата на доделување на наградите Гувернерс во Лос Анџелес. Наградата му ја додели режисерот Алехандро Ињариту, кој моментално работи на предстоен филм во кој Том Круз ќе ја игра главната улога, а кој се очекува да излезе во октомври следната година. По добивањето на наградата, холивудскиот актер одржа говор во кој ја нагласи важноста на луѓето зад процесот на снимање филмови, како и моќта што киното ја има во поврзувањето на различните култури и публиката низ целиот свет. Сашко Костов е роден на 18 ноември 1981 година во Велес, Македонија. Од најстара возраст музиката го водела низ патот на креативноста и истражувањето, а неговата страст кон инструменталното изразување го однела до Джез академијата, каде што студирал тапани и афрички перкусии во класата на Алек Секуловски и Илија Пеовски. Како мултиинструменталист, Сашко Костов создава музика која е длабоко поврзана со неговите влијанија и потекло. Неговите композиции, полни со сложеност и богатство на тонови, од првото слушање ги допираат слушателите и не оставаат рамнодушни. Музичката кариера на Костов започнува во 95 година. Фокусот на неговата соло кариера, заедно со компонирањето музика за театар и филм, стануваат негови страсти. Неговата музика е интригантна, а сепак верна на личните творечки стремежи. Покрај соло проекти, Сашко соработувал со бројни музички имиња и групи, меѓу кои Горан Трајковски, Мугер Фугер, Last Expedition и Electric Andrei, група формирана во Турција заедно со браќата Гокцел и Гоксен Ергене. Во 2009 година реализирал голема балканска турнеја во Белград, Нови Сад, Сомбор, Сараево, Бања Лука, Сплит, Каштел Старе, Загреб, Вараждин, Подгорица, Тиват и Љубљана, а подоцна настапувал и на европски турнеи во Полска, Холандија, Германија и Швајцарија. Владко Лозановски најавува незаборавна вечер исполнета со љубов, емоции и врвна музика за 7 март. Концертот Километри љубов ветуван да биде едно од највпечатливите музички случувања на годината, спектакл подготвен од огромен тим со многу страст и посветеност. Работиме нешто навистина многу посебно и многу ново за мене, концерт што ќе спои топ звук, врвен стејдж, движење и емоции. Ке има танчери, гости, изненадувања и песни кои ќе ги слушнете во сосема ново издание. Ја замислуваме вечерта како представа, како еден целосен спакуван спектакл. Искрено многу сум возбуден, правиме нешто што се случува многу ретко, вели Лозано за концертот во арената Борис Трајковски.